Почитувани, секој дел од договорот за надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д смрди на корупција. Ковачевски и Груби го компрометираа целиот процес. Уште не започната изградбата, 4 лица ангажирани од надзорот наплатиле 900.000 евра од државата, а на истите ќе им бидат исплатени уште 300.000 евра кога ќе заврши изградбата, односно вкупно овие четворица експерти ќе не чинат 1.200.000 евра. Овие 900.000 евра се исплатени како надомест за преговарање и исклучување на договорот со изведувачот. Преговорите траеле од 2.2.2023 година до 8.3.2023 година, кога владата и го потпишува договорот. Од тука може да заклучиме дека овие 4 лица за еден месец работа инкасирале поединечно по 225.000 евра. Оваа сума од 900.000 евра не е исплатена на никакви странски експерти или стручни лица со огромно меѓународно реноме, туку на лица од Македонија и соседството. Имено според објавеното во медиумите, четворицата експерти кои наплатиле 900.000 евра се Јасминка Чорда Трухар, адвокатка, која е ангажирана со договор што го склучила со македонската фирма Electra Solutions. Сузана Пековиќ, родом од Струмица, адвокатка во канцеларијата на адвокатот Александар Тортевски од Скопје, исто така е ангажирана со договор со Electra Solutions. Иван Павловиќ, експерт за преговори, имплементација на договор и градежен инженер од Белград, исто така е човек на Electra Solutions. Ангелина Живковиќ, ангажирана од ИРД Инженеринг. Да, тројца од четворицата ангажирани лица за преговори со Бехтел и Енка се ангажирани од страна на Electra Solution, фирма со искуство од производство на долна облека. Се поставува прашањето: зошто владата ги споела тендерот за надзор и тендерот за избор на правен трансакцијски советник, па фирмата која ќе го врши надзорот над изведувачот да биде истата кој во име на владата ќе преговара и ќе го состави договорот. Но и зошто воопшто е ангажирана фирма која ќе преговара кога истата работа можеле да ја завршат владините служби или институции? Зошто е ставена државата во трошок од 1.200.000 евра? Владата треба да знае дека овој тендер нема да остане неревидиран и дека по промената на власта одговорност за неодговорното трошење народни пари ќе има. Ви благодарам.